Извештајот на Стейт Департментот е само потврда за притисоците со кои Алфа се соочува веќе подолго време, вели директорот на телевизијата Јани Бојаджи. Тој изразува задоволство што во делот посветен со слободата на медиумите се потенцират и притисоците што власта ги прави врз медиумот. Вистината, кога и да е, како и да е, секојаш се го наоѓа своето место. Ете и нашата вистина полека се го наоѓа своето место. Драго ми е што од друга страна тоа ќе помогне не толку за да попуштат притисоците кон нас, туку публиката воопшто нели да има едно сознание дека ние сме еден од најслободните медиуми во Македонија и на крајот на краиштата јас и очекував поддршка од Соединетите Американски држави. Ние како земја и нашата телевизија припаѓаме на тој западен слободен свет. Инаку Стейт Департментот во делот посветен на слободата на медиумите, односно критиките за влошување на состојбата, наведува дека во 2021 година на која се однесува извештајот, Скопското јавно обвинителство поднесе обвинение за даночно затајување против компанија која наводно е сопственик на ТВ Алфа и тоа за данок на приходи од далечните 2013 и 2014 година. Американците нотираат дека ТВ Алфа се пожалила на притисоци од страна на финансиската полиција, од МВР, но и од јавното обвинителство за организиран криминал. Инаку Алфа веќе подолг период се соочува со суптилни и не толку суптилни притисоци поради тоа што е една од ретките телевизии која не е под контрола на власта и важи за еден од главните критичари на низините штетни политики. Телевизијата често е домаќин на различни инспектори, истражители, обвинители, но и покрај сите проверки и чешлање на документацијата со години, досега не успеа да најдат ништо неправилно и незаконско во работењето. Неретко и највисоките функционери на власта не штедеа зборови за да порачаат дека Алфа е медиум кој им е трн во окото и чие известување не е по вкусот на луѓето од канцелариите на владата.